Почитувам председателе на Собранието на Република Македонија, господин Атала Джафери, почитувани пратеници, почитувани членови на владата, почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Врз основа на членот 94 од Уставот на Република Македонија, како председател на владата доставив предлог за избор на членови на владата на Република Македонија. Предлагам пратениците на Собранието на Република Македонија за членови на владата да ги изберат: Рената Десковска за министер кој ќе раководи со Министерството за правда, Арбер Адеми за министер кој ќе раководи со Министерството за образование и наука, Асаф Адеми за министер кој ќе раководи со Министерството за култура и Бардул Даути за министер без ресор. Со предлогот за избор доставен до Собранието на Република Македонија на 22 мај, доставени се биографиите на предложените кандидати. Почитувам председателя на Собранието, почитувани пратеници. Дозволете ми во неколку реченици да ја образложам потребата од предложената измена во составот на владата на Република Македонија. Зад нас е точно една година од работата на владата на Република Македонија. Ја оставаме зад нас длабоката политичка криза со отварање на длабоки и сериозни реформски процеси за да ја вратиме довербата во институциите и демократскиот амбиент. Јас сум среќен кога ќе се сетам каде бевме, а каде сме сега, до каде стигнавме. Бевме држава во изолација во која граѓаните живеат во страв, држава со политички тензии. Денес зборуваме за пријателство со соседите, за повисоки плати и за слобода, за реално членство во НАТО и за сосема извесен датум за преговори со Европската Унија. За мене се разбирливи критиките кои произлегуваат од високите очекувања. Слобода е и критиката ја сваќам како можност за корекција на власт. Граѓаните кои ги испочитуваа овие критики очекуваа дека веднаш по паѓањето на режимот требаше да се најдеме во една идеална состојба. Државата беше целосно девастирана од секој аспект, за да се создадат услови за темелна промена и за отстранување на последиците од разрушениот систем. Неопходно е малку повеќе време за спроведување на структурни реформи, какви што започнавме, какви што спроведовме и какви што ни предстојат. Системот го регенериравме однатре во самите институции. Имајќи го тоа предвид, како председател на владата и во име на владиниот состав, јас можам да изразам задоволство од постигнатото. Можеме и имаме намера да постигнеме многу повеќе. Работиме согласно околностите во кои се најде или во кои се наоѓа Република Македонија. Ги уверувам граѓаните дека сме на вистинскиот пат, се движиме во добра насока и во тоа ќе бидат уверени сите граѓани на нашата земја. Знаејќи дека ни престојат сериозни реформски активности и реализација на големи одлуки од пресудно значење за Република Македонија. Еден добар период поминавме и во консолидација на политичкиот амбиент, во создавање услови за јакнење на парламентарното мнозинство, за да создадеме колку што е можно поголемо одобрување и прифаќање на одлуките што ни доаѓаат многу скоро. Тоа се одлуки што ја определуваат иднината и историјата на нашата заедничка држава, на сите граѓани, за кои се одговорни нивните политички представници во парламентот. Во овој дом на демократијата наскоро ќе бидат ставени на одобрување одлуки кои за Република Македонија ќе донесат повеќе надеж, благосостојба и просперитет за сите нејзини граѓани. За да тргнеме со цврсти и сигурни чекори во новите, предстојните реформски активности, во реализација на големи одлуки што стојат пред нас, со јакнење на парламентарното мнозинство и ја прошируваме партиципацијата на нови репрезенти на тоа мнозинство и во самата влада. Истовремено, го одржуваме и најважниот реформски процес во правосудството со една ротација која возможува на чело на Министерството за правда да го преземе Рената Десковска. Нејзините одлики, стабилност и темелност на реформите што ги отпочна и што им даде енергија да продолжат во сферата на образованието, сега ќе ги практикува и на нејзиното ново работно место како министер за правда. Нејзината биографија е повеќе од импозантна. Пред вас е и биографијата на Арбер Адеми, кој го предлагаме за министер кој ќе раководи со Министерството за образование и наука, кој досега беше заменик министер во оваа министерство. Тоа е гаранција дека тој ќе го одржи континуитетот на реформите во сферата на образованието и науката. Неговата биографија го потврдува неговото искуство во раководењето со владините ресори со оглед на фактот дека беше и заменик председател на владата
задолжен за европски прашања. Нова листа со предлози за нови министри во владата е и Асаф Адеми, како предлог за министер кој ќе раководи со Министерството за култура и кој во својата биографија бележи дипломатско и искуство во надворешната политика. Бардулј Даути го предлагам за министер без ресор, како доктор по економски науки и доцент на Универзитетот во Тетово. Неговиот придонес го очекувам во сферата на домашните и странските инвестиции, кој доаѓа од неговиот докторат за странски инвестиции во Југоисточна Европа со посебен акцент на Република Македонија. Почитувани пратеници, ве уверувам дека предложените кандидати совесно и со најголема посветеност и одговорност ќе ги извршуваат своите работни обврски согласно законот и определбите на владата на Република Македонија за остварување на програмските определби на владата и стратешките интереси на Република Македонија и исклучиво во интерес на сите граѓани на Македонија. Благодарам и останувам посветен и со внимание да одговорам денеска на сите ваши прашања.